Во моментов сме во Црешево, тука веќе од вчера е тим на проценители, 40 на проценители се на терен на секаде во сите настрадани села и вршат проценка на оштетените домови. До сега, заклучно со вчера, е направена проценка над 1200 домаќинства каде што се проценуваат штети и од движен и од недвижен имот. Според податоците кои што ги имаме, до сега е направен увид на 200 оштетени моторни возила. Се прави проценка во повеќе села, меѓу кои Црешево каде што сме во моментов, Смилковци, Страчинци, Булачани, Виничин, Джиково и Раштански пат. Јас како што може да се види од сликата, на терен луѓето работат, се прави проценка на оштетените домаќинства, а се прави проценка и на штетите на инфраструктурата која што е тука направена. Има она што ние го најдовме овдека во секоја куќа, почнувајќи од почетокот на селото, влегуваат проценителите и за сите загрозени семејства, односно настрадани, прават проценки на штетите. Она што исто така ќе го додадам во ова мое јавување информативно е дека вчера, како што информираше и премиерот Емил Димитриев, владата донесе одлука да се направи авансно обештетување, односно одвои од буџетот околу 1,5 милион евра, со кои што авансно ќе се обештетат сите настрадани, за потоа после проценката која што се работи сега на терен, ќе бидат направени, ќе бидат доплатени средствата кои што ќе бидат вкалкулирани во ова почетно обештетување авансно, за да потоа се направи целосна проценка. Денеска и тимот владата и од лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски ќе посети неколку од најоштетените села каде што има проценители на терен за да направат увид до каде е проценката и колкави се од прилика калкулациите, колкави би биле штетите.